Стотици илјади евра хуманитарни пари се собираат годишно во регионот. Граѓаните најчесто покажуваат емпатија за човечките проблеми, но често, освен емпатија, има и сомнеш дали парите докрај завршуваат наменски и хумано. На нас ти е тоа украс, ако направиме некоја доловера, нема да не биде интересно. Па може да има доловера, ама мислам повеќе вистинското место завршува. Не верувам дека треба да има за таква работа некој да злоупотреба. Треба сам за себе да се злоупотреба. Треба ли да се води сметка кај завршуваат? Треба да се води сметка, да се знае, иначе е се окей. Дали тие пари завршуваат на вистинско место или? Не верувам. Не верувам, кој знае дека е. Ако се води ред може да се, ама не верувам. Причини за ваквиот исход од анкетата има доста, бидејќи барем неколку пати во изминатиот период досега добар дел од јавноста сведочеше за манипулации со пари од граѓаните. Од овие причини, градоначалникот на Штип, Благој Бочварски, смета дека парите во иднина треба да се уплаќаат на сметка на Општинскиот солидарен фонд, кој од понеделник започнува да функционира. Ние како општина ќе направиме се, бидејќи овде се вклопени и вклучени повеќе институции, да овде се слеат што е можно повеќе средства кои што ќе бидат користени исклучиво за намени за лечење на ретки болести на наши сограѓани. Токму заради тоа јас ќе повикам граѓаните да се вклучат. Еве веќе од понеделник солидарниот фонд ќе биде во функција, ќе биде ставена сметката на веб страната на општина Штип, ќе биде доставена до медиумите. Како парите би се контролирале преку овој фонд? Тој солидарен фонд е под контрола на Советот на општина Штип. Токму заради тоа имаме вклучено повеќе членови на управниот одбор и целиот солидарен фонд, тој управен одбор дава отчет пред Советот на општина Штип. И тоа е јавна работа, транспарентна работа, која што ќе имаат увид секој од граѓаните кои што ќе посака и ќе побара. Иако сомнеш дали парите докрај завршуваат наменски, секогаш има. Некои позитивни примери демантираат злоупотреби. Последен пример за тоа е лекувањето на малата Валерија, зад која Штип и Македонија исто така хуманитарно застана цврсто, благодарение на што и ја победи болеста. По завршувањето на лекарската интервенција во Турција, тогаш нејзината мајка се огласи на Фејсбук. Благодарни сме на сите што помогнаа за секогаш. Извесна сума од парите собрани за Валерија останаа и истите ги насочуваме на сметките на други деца, на кои исто така им е потребно итно и скапо лекување. Напиша тогаш среќната мајка. Сепак, опцијата парите да се собираат на сметка на Општинскиот солидарен фонд се чини дека е најдобра со тоа што за секоја акција посебно би имало наменска подсметка на лицето за кое помошта се собира. Секако, по завршувањето на лекувањето, блиските се должни пред фондот да го документираат секој потрошен денар и тоа наменски.